Започнуваме со едно ново поглавје од нашата академија. Во првиот модул ги научивте сите општи работи кои би требало да ги знае секој еден почетник. Без разлика дали некој сака или не сака да инвестира во крипто, би требало да има основни познавања од историјата, за економијата, како се движи целиот наш финансиски систем во кој живееме, затоа што сите сме дел од тој систем, сакале или не сакале, па затоа би требало да имаме познавање. И токму поради таа цел го посветиме првиот модул на тој дел. Но сега, во овој втор дел, доаѓа моментот кога реално треба да се запознаеме со крипто, со конкретни чекори, што и како треба да направи, на што треба да внимава секој кој сака да се вклучи и да инвестира во крипто. Тука ќе се запознаете со самите основи на криптоменувачниците. Кои криптоменувачници постојат, какви видови имаме, како да изберете правилната, затоа што не сите менувачници ги нудат истите услови и не се сите исти и доверливи. Значи ќе се запознаете со сето тоа. Исто ќе имате конкретни чекори како да направите ваша сметка на криптоменувачница, како да го сетирате вашиот акаунт, безбедност, да се зачувате, да ги обезбедите вашите средства, како може да правите трансакции дури на другиот крај на светот, затоа што денеска не се прават трансакции само преку банките. Живееме во една нова ера и таа ера ние би требало да искористиме, не да останеме назад. Затоа тука чекор по чекор ќе бидат објаснети сите детали. Потоа има нешто што се вика wallet или новчаник. Не ги чуваме парите само во банка, не ги чуваме дома под перница или во нашиот физички новчаник. Денеска се работи со дигитални вредности. Затоа има нешто што се нарекува новчаник, каде што може да го чувате и складирате вашето крипто. Дали сакате за краток рок, дали сакате за долг рок, дали сакате тоа да го користите, да правите трансакции, тргувања, тоа е ваша одлука. За тоа исто така ќе зборуваме за сите видови на тргови, на трансакции, како да складирате пари, како да правите трансакции, како да тргувате, што значат сите криптовалути, затоа што луѓето мислат дека криптовалутите се некоја, табу тема, нешто чудно. Ќе видиме дека криптовалутите не се само пари како што некои мислат, туку се работи за нешто многу поголемо. Се работи за технологија која го обликува светот, и тоа не технологија на далечна иднина, туку она што се случува денес, затоа што криптото го зазема светот, сакале ние или не. Значи тука ќе видите дека постојат многу други категории и гранки каде што функционира криптото, дека тоа не е само биткоин и етериум како што мислат луѓето, туку имаме цела една инфраструктура, различни компании кои работат во различни индустрии, исто како што тоа го имаме и со денешните акции, традиционалните берзи, традиционалните акции како што компании како Apple, Microsoft, нешто што порано исто така можеби се сметало за чудно, за иновативно, но денеска сите го користиме. Исто така и криптото станува дел од нашиот живот. Значи во овој модул, покрај другото, покрај менувачници, тргувања, wallet-и, како да чувате средства, ќе ги учиме и сите тие гранки и индустрии за што се користи криптото. Затоа бидете подготвени и следете внимателно, затоа што од сега натаму влегуваме во самата срж на криптоиндустријата.